Добар ден, драги ученици! Денеска ја учиме лекцијата за звук. Тоа се адаптирани наставни содржини по предметот Основи на природни науки за 5-то одделение од темата Материјалите и енергијата во природата. Јас сум наставничката Милица Серафимовска. За да ја научиме оваа лекција, треба да одговориме на неколку прашања. Првото прашање е: што е тоа звук? Јас веднаш ви кажувам, звук е енергија. Насекаде околу нас има звуци. Ти како се будиш наутро? Со звуците на будилникот, со звуците на мобилниот телефон, со црцорот на птиците или мама те повикува? Какви звуци слушаш додека си во училиште? Училишното звоно, чекорите на наставничката, отварање, затварање врата, зборувањето и играњето джагорот на учениците, тропкањето на лажиците додека јадеш. Тоа се многу звуци што ги слушаш во училиште. Еве еден од нив. А од каде доаѓаат звуците? Од предметите што се допираат и треперат. Сите предмети создаваат звук, но звук создаваат и луѓето, животните. Зборувањето наше е звук. Лупањето, плескањето со рацете е исто така звук. Кукурикањето на петилот е звук. Звуците на улица што ги слушаме се исто така звуци што ги прават автомобилите и машините. Еве еден таков звук. Слушни. Како знаеме за звукот? Можеме ли да го видиме? Не го гледаме, но го слушаме со помош на нашето сетило за слух, а тоа е увото. Си видел ли некогаш бран во вода? Да, бранот во вода се движи и патува. И звукот патува низ воздухот, исто како бранот во водата, во морето, во езерото. Звуците може да бидат пријатни и непријатни. Кои се пријатни звуци? Тивката и смирувачка музика, разговорот со мама, жуборот на водата, црцорот на птиците. Сето тоа се пријатни звуци. А кои се непријатни звуци? Полетување и слетување на авион, грмотевици, врескање, расправи, силни звуци од музички инструменти, од машини, од пили, од превосмукалки, од миксер. Сето тоа може да бидат непријатни звуци. Силните звуци се непријатни и може да ни го оштетат слухот, да не слушаме. Можат и да не направат вознемирени. А што треба да правиме? Треба да се повлечеме во тивка соба. Треба да го намалиме тонот на звукот. Можеме да излеземе во природа и да уживаме во тивките звуци, а може да користиме и средства кои што ќе ни овозможат да не ги слушаме звуците како што се слушалки за уши. Знаеш ли што е тоа ехо? Си бил ли некогаш на планина? Звуците кога патуваат можат да најдат на пречки. Викни гласно во планина. Твојот звук ќе патува, но кога ќе дојде до ридот, не може да патува понатака, да се враќа назад. Тогаш повторно ќе го слушнеш твојот глас, а тоа е всушност ехо на твојот глас. Слушни како изгледа ехо.
Различни материјали даваат и различни звуци. Јас подготвив едно видео. Погледни го кусиот видеоклип за да видиш какви звуци дава метал, стакло, дрво и пластика. Различните материјали даваат различни звуци. Сега ќе слушнеме звук на метал. Звук на стакло. Звук на дрво. И звук на пластика. Ова се пластични цевки. Што треба да научиш од оваа лекција? Треба да научиш да ги препознаваш звуците, да уживаш во нив, зашто светот е убав со звуци.